А ова утро моја денешна гостинка е Лина Бојаджиева, која што има само 21 година, а веќе се занимава со тарот карти. Едвај чекам да видам каква карта ќе извлечам, да видиме што ќе ми каже таа карта. Лина, добро утро до тебе. Тоа е всушност целта на ова наше интервју, да ги запознаеме гледачите со тарот картите, што ни откриваат тарот картите, колку ние како граѓани сме заинтересирани да им гледаш ти на тарот карти. Добро утро. Добро утро, Бисара, и ти благодарам на поканата. Многу ми е мило што ќе имаме прилика денес да ги запознаеме гледачите малце повеќе со оваа мистична алатка. Како почна твојата приказна до таму со тарот картите? Како дојде до тоа да почнеш да се занимаваш професионално, бидејќи сега ти веќе гледаш на тарот карти, но како почна пред 6 години? Да, јас веќе пред 6 години бев навлезана во астрологија, дел самостојно, дел преку нормално додатно доучување. И понатака, кога малце се популаризираа тарот картите, добив и на поклон едни тарот карти. Така. И почнав прво самостојно преку се што знам од астрологија веќе да пробам да ги протуматам символите, меѓутоа сепак не беше тоа доволно, но ми беше многу голема помош што веќе имав познавање од друга езотерична наука. И многу природно ми дојдоа самите тарот карти, затоа што тогаш бев средношколка, почнав да им гледам на другарките и станав хиту школа, само ми седнуваа луѓе на кафе да им гледам. Така. И така некако јас имав впечаток дека можеби нема да има доволно интерес и не сакав да почнам да работам, и пред 2 години онака само ми текна ајде бе да пробам, зашто да не, гледам интересно има на луѓе, и доста е уникатно и корисно. Така. Што ни открива таа едвај чекам и јас и гледачите да слушнаме што открива тарот картата и колку карти кои ти се потребни за да добиеш слика за, нели, оние кои што влеча карти, дали за здравствена состојба можеш да му одговориш, за љубов, верувам младите највеќе тоа ги интересира, па и повозрасните. Пари, кариера, што ни открива тарот? Секој тарот читање е многу различно, затоа што јас секојаш на почеток на тарот читањата, поготово кога некој доаѓа прв пат, им давам мал вовед. И секојаш нагласувам дека кај секого излагаат различни пораки, кај некои излагаат повеќе совети и насоки, значи ни ја покажуваат моменталната ситуација и како да се водиме понатака. Но исто така некојаш стварно можеме малце да видиме како некоја ситуација нели ќе се одвива, тоест да погледнеме во иднината. Меѓутоа сепак ние имаме и слободна волја, што значи дека ние можеме да одиме и по друг пат, така што не е некој преголем судински индикатор. Така. Најмногу се интересираат љубов, кариера, стандард. За здравје јас избегнувам да гледам искрено, мислам тоа е лична преференца. Мислам дека има и луѓе кои што практикуваат, меѓутоа јас тоа им го оставам на докторите. Да, јасно. Може ли да се каже дека тарот картите се еден вид на забава? Да не го сваќаат многу сериозно тоа луѓето на кои што им гледаш. Пример, ако им кажеш дека во иднината ќе се случи тоа и тоа, навистина ќе се случи тоа и тоа што ќе им го предвидат картите, или можеби да се протумачи на друг начин? Да не земаат здраво за готово. Да, моментот за незимање здраво за готово држи вода, затоа што навистина можеш да си тргнеш по друг пат, како што кажав, ми имаме слободна волја. Сега, искрено, делот што станува забавен е тоа што тарот читањата се доста комотни, да кога излагаат пораки преку нив, си едноставно чувствуваш дека се за тебе и веќе нема толку трема, не е толку напнато како што изгледа, напротив. И затоа во принцип и станува забавно, затоа што обично ќе дојдат другарки и сега и читам на една другарка за дечкото и тоа се работи што више другарките се утепале од зборање 2 месеци за истото. Така што си има еден забавен елемент и баш во Public Room, каде што гледам секоја сабота, си доаѓаат така група другарки, таман со пијачка ќе се качат горе на тарот, ќе си ги решат дилемите и сите ќе си поминаме супер. Дали си ти спремна моите дилеми да ги решиш? Секогаш. Да видат на кратко гледачите како изгледа гледање на тарот карти. Ова не е наместено, ова ништо не е претходно спремно. Само отворивме некои карти да видат како изгледа. Неколку минути имаме пред нас, значи нема целосно, претпоставам нема да имаш доволно време пред камера, но како изгледа накратко и да прочитаме она што ќе го извлечам јас без местанка. Добро, супер. Те можеш да кажеш. Добро. Не откривај имиња. Супер. Да не ме издадеш нешто.
Важи, на кратко ќе ги погледнеме и символите што ги имаме пред нас, а секако немаме доволно време за многу да навлеземе. Да. Меѓутоа, генералната енергија на картија ни покажува успех во нови почетоци, проширување на хоризонтите, добивање на поширока слика за тоа што е пред нас. Пред се нов оптимизам, нови почетоци, поготово нови професионални почетоци и конечно... За мене сега зборуваш или општо? Па, пред тебе се картите. Да, пред се баш за тебе ги извлеков. Така што Ова да слушна директорот, уредникот на телевизијата. нови професионални победи, Чување на плата, дали му? можно е, да. Супер. Да, но Нека ми се допаѓаат тарот картите. но пред се еден многу оптимистичен период и промена на перспективата. Така што сега е многу убав период за тебе за прво духовен развој и секако кариерен. Одлично. Друго? Станува веќе забавно. Дали кога има Добро, да, ова навистина не беше на место, но супер, мило ми е ако напредувам во професијата. Сакав да пречам доколку има некои негативни работи кои што ги гледаш, им ги соопштуваш. Еве на пример промена на работно место, отказ, гледаш дека кога сме веќе кај работата. Го гледаш тоа дека ќе имаме на лоши промени. Го кажуваш тоа? Наоѓам начин да го кажам искрено, затоа што секако сме си искрени таму и поготово затоа што таротот прво ни ја покажува моменталната ситуација. Обично тоа е нешто што се спрема, така што обично луѓето и тоа си го осеќаат, само што треба нели да им дадеш ветер во грб некогаш. Така што да, обично им кажувам, меѓутоа секако избирам зборови и ја гледаме по широката слика да видиме нели зошто мора тоа да се случи. Така што соопштувам да и некои работи кои што можеби не се пријатни, се добро со нели со исклучоци, да, со поблаги зборови. Меѓутоа тие пораки обично се многу комотни, затоа што се работи кои што се базирани на моменталното. Лина, јас ти благодарам, малку се пошегувавме, дознавме повеќе за тарот картите. Уживај во животот, млада си, рековме 21 година, веќе професионално се занимаваш со таротот, верувам ќе напредуваш уште повеќе, ќе дознаваш повеќе и ти за таротот, а гледачите ќе ги охрабриме барем еднаш да пробаат да им ги отвориш картите, да видат што ги очекува во иднината и да слушнат од тебе пред се убави зборови. Јас ти благодарам, се гледаме повторно. Се гледаме повторно, фала ти Бисера повторно на поканата и многу ми беше мило.